Значи, за процедурите околу носењето на законите е одговорен председателот на Собранието. Ние, како парламентарно мнозинство, предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, сме убедени, доколку ги исполниме реформските приоритети, ќе ја добиеме безусловната препорака за отпочнување на преговори со Европската Унија. Тоа е единствениот услов кој што треба да го исполниме за отпочнување на преговорите. Значи, јас воопшто не се плашам, за ваша информација, изминатите 2 денови, заради тоа што не бе во можност да се вратам во градот во кој што живеам, престојав во зграда во Скопје, ниту побарав, ниту забележав полициско обезбедување во мојата околина, затоа што тука редовно живеам во Берово, меѓутоа тука не. Ние навистина веруваме во концептот едно општество за сите граѓани и сметаме дека носењето на овој закон дава право да сите граѓани се чувствуваат рамноправни во државата. Многу слободно се движевме во град, можам да споделам со вас дека со колешки бевме попладни вчера на кафе, така да не гледам зошто би било ова. Согласно членот 75 од Уставот на Република Македонија, председателот на државата Ѓорѓе Иванов е должен да го потпише указот за законот за јазиците. Обидот, односно најавата дека нема да биде потпишан, го доведува во прашање неговиот став дека се става над Уставот и законите во Република Македонија, што ќе се согласите недозволиво.